За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите ролувано печено прасе. Од средишниот дел од прасето ги отстрануваме ребрата. Месото го сечеме на половина. Парчињата месо ги посолуваме. Ги отстрануваме бутните коски од предните и задните бутови на прасето, оставајќи ги нозете цели. Месото го посолуваме. Го наросуваме со мелен црн пипер. Дробот и срцето ги сечкаме на долнавести парчиња. Парчињата дроб и срце, како и бубрезите, ги пржиме во тава на оган со загреено масло. Чешнињата лук ги кмечиме со алатка и ги додаваме во тавата. Испржените дробчиња, срце и бубрезе ги вадиме од тавата и ги ставаме на чинија. Потоа ги ставаме врз месото од бутот. Бутот го виткаме во ролат. Го прицврстуваме со готварски конец. На истиот начин ги ролуваме и двете парчиња претходно подготвено месо од средишниот дел на прасето, како и преостанатите бутови. Тавата за печење ја попрескуваме со масло. Ролуваното прасе го ставаме во тавата. На средината на тавата ја ставаме прасечката глава. Во тавата додаваме лупени компири. Празот го сечкаме на парчиња од околу 10 см. Парчиња праз додаваме во тавата за печење. Потоа во тавата додаваме половина од прокењот. Морковите ги сечкаме на парчиња и ги додаваме во тавата. Попрескуваме со масло. Во тавата налеваме 300 мл вода. Со масло попрскуваме уште една тава за печење. Во неа ги ставаме преостанатите парчиња ролувано прасечко. Во тавата го додаваме и преостанатиот зеленчук. Попрскуваме со масло и налеваме вода. Тавите ги ставаме во редна. Печеме 3 часа на температура од 200 степени. Ја вадиме прасечката глава од тавата и ја сервираме на росројски овал. На ролуваните делови им го отстрануваме конецот. Потоа го сечеме месото на парчиња. Парчињата ролат скалесто и во круг ги редиме на овалот. На средината на круговите ролат ги ставаме нозете од прасето. На средината на овалот ги сервираме печените компири. Потоа на овалот го сервираме и останатиот печен зеленчук. Ролуваното печено прасе го декорираме со гранчиња француски макдонос од двете страни на главата на прасето. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 4 часа. Добар апетит!